беше огромна чест и задоволство што во саботата пред огромен број прилепчани, наши сограѓани, бе во можност да ја изнесам мојата стратегија за поубавиот прилеп. Неизмерно им благодарам што истите ја препознаа позитивната енергија и во огромен број во целост застанаа за мојата градоначалничка кандидатура. Вечерва ќе зборуваме за младите. Фондацијата Фридрих Еберт и Институтот Прогрес организираат јавни трибини со чување младите со младите, како би се направила стратегијата за младите во идната. Во оваа пригода им се заблагодарувам за нивната иницијатива. Инаку, што се однесува до статистиката и до бројките, тие се немилосрдни. Во моментот во Прилеп над 7000 млади се невработени. 40% од тие млади луѓе во моментот би сакале да заминат од државата и сите ние сме, или голем дел од нас се родители, кој всушност би пошколувал собственото дете за утре да работи во друга држава. Која паметна држава всушност би инвестирала во собствените млади луѓе за утре истите да работат надвор од неа. Затоа потребни ни се политики на локалната самоуправа кои ќе креираат нови работни места. Потребни ни се политики кои ќе дадат можности, кои ќе дадат шанси, но во исто време и предизвици како младите луѓе би се препознале во истите и би можеле да се реализираат себе си. Потребни ни се локални институции кои во целост ќе ги поддржат проектите на младите за истите да можат да ги реализираат. Убеден сум дека не постои политика на успешен локален економски развој без квалитетна младинска политика. Тврдам, општината, локалната самоуправа мора во целост да биде најголемиот поддржувач на младите и тоа во клучните области. Во областите како што се образованието, вработувањето, социјалната вклученост на младите, здравјето и спортот исто така. Со паркчиња, играчки и фонтани не се отвораат нови работни места. Со неприоритетни инвестиции и проекти не можеме да ги задржиме младите во нашиот град. Баш затоа, со вакви отворени дебати, очи во очи со младите, ние ќе креираме идната стратегијата за идниот период и во исто време локалниот акционен план за младите.